Да се занимаваш со музика е едно, да ја живееш музиката е сосема друго. Да се живее музиката значи дека од спознавањето на себе, од првиот спомен што го имаш, се сеќаваш на себе како пееш, како имаш амбиција некогаш да застанеш на големата музичка европска сцена и откако знае за себе, Нела вели дека од секогаш е бил сон да биде дел од детскиот Евросонг. Тој сон годинава и се оствари. Нела Манчевска беше учесничка, односно представничка на Македонија на детскиот Евросонг и го донесе највисокиот успех што нашата држава некогаш го имала на ова престижно музичко шоу, односно престижно музичко надпреварување. Меѓутоа, освен тоа како настанува и како се развива еден музички успешен проект како што е Нела Манчевска, од талент до преку нејзиниот развој, учењето, вежбањето, упорноста, талентот и каде таа замислува дека сето тоа еден ден ќе ја донесе, стои поддршката на нејзината мајка, секогаш тивка, скромна во позадина, меѓутоа ништо не би изгледало така како што денеска изгледа доколку мајката на Нела Манчевска не верувала во неа и не навивала со целото свое срце и не работела деноноќно на тоа токму желбите на нејзиното дете да станат реалност. Таа никогаш не се посомневала дека Нела ќе ги оствари своите соништа и секогаш и била ветар во грб. Затоа колку е важна родителската поддршка и какви се родителски лекции можеме да научиме за родителството и за успехот на самите деца врзан со родителската поддршка, ќе слушнеме токму од мајката на Нела Манчевска, Мирјана, а ви останете со нас во продолжение и проследете го овој разговор кој што е полн со поуки, но и со емоции. Нела, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој избор. Морам да кажам дека ми е навистина голямо задоволство и привилегија да угостам млад човек како тебе. Ти тоа го зборувавме и надвор се од камерите пред да почнеме со снимање. Твојата енергија се појави во еден период кога навистина во македонската јавност и во македонскиот тетер имаше многу теми кои што се мрачни, негативни, склоп на околности, нели се случија многу нешта кои што, да речем, создадоа некоја апатија, разочарување помеѓу македонската јавност и одеднаш дознавме за Нела Манчевска, девојче на 14, тогаш на 13 годишна возраст, која што ја фасцинираше регионалната музичка јавност и мислам дека не само во Македонија, туку целиот регион одеднаш дозна дека имаме еден прекрасен талент во Македонија. И навистина покажа испред една силна порака дека со упорност, со талент, со многу работа и она што е најважно како карактеристика што се согледува кај тебе, а тоа е твојата скромност, дека тоа е единствената вистинска формула за успех. И тоа е пример што треба да го следат не само луѓето од твојата генерација, туку и ние возрастните. Меѓутоа, ајде да се вратиме на почетокот. Како почна твојата приказна со музиката? Кога почна прв пат да пееш? И јас од мала возраст имам желба за пеење и навистина не знам кога започнав професионално да се занимавам, но започнав во училиштето на Андријана Јаневска, каде што првично учев пијано, но она ме слушна како пеам и ми кажа да не сакаш на пеење да додеш, ја кажав ајде ќе пробам. И со тоа започна се. Имам и уште една професорка, Александра Котевска. Так, во училиштето каде што ја посетуваш својата настава, претпоставам дека имате и музичко образование. Колку и наставниците од твоето школо беа запознаени со твојот талент и дали и тие имаат некој удел и улога во тоа ти да се пронајдеш во пеењето и во музиката? Да, навистина многу ме поддржуваат и навистина сум многу благодарна што ги имам како наставници и за поддршка и за све.
Дома, како почна? Дали од мали нозе имаше поддршка, некој го забележа? Претпоставам родителите се првите оние нај да кажам присутни субјекти во животот на детето кои што ги забележуваат сите промени, интереси кај децата. Дали од родителите имаше таа можеби првична идеја дека би било добро да се занимаваш со пење затоа што еве препознале дека тоа е можеби твојата желба, нешто што те влече, што те инспирира? Па, искрено јас само сакав да почнам со пење. Мама и дома исто ми се најголемата поддршка, секогаш на настап се со мене, позади сцена и навистина сум многу благодарна. Кога почна да пееш, дали имаше идеја дека еден ден ќе пееш на детски Евросонг и ќе ја представуваш својата држава токму на овој најголем музички европски фестивал во твојата категорија возрастна, односно за деца? Јас тогаш мислев дека е само сон и мислев дека никогаш нема да отидам. И стварно ми беше сон и ми се оствари и благодарам на Македонската радио телевизија што ми ја даде оваа можност. Како беше на Евросонг? Ајде раскажи ни малце околу твоите лични доживувања. Како ти го доживеа твојот настап? Сепак си дете на 14 годишна возраст, застануваш на една голема европска сцена помеѓу најголеми музички имиња, целата критичка јавност, сите очи се вперени во тебе. Како ти го доживеа тоа? Дали го доживеа со одговорност, имаше ли трема, можеби малце страв или само чист мотив да го покажеш својот талент? Јас имав чист мотив да го покажам мојот талент. Немав трема на генералната вечер и навистина ми беше многу драго што ги запознав сите што ги запознав тамо и нови другари и све. Задоволна ли се од пласманот или очекуваше повеќе? Кои беа твоите очекувања, се остварија ли? И еве ако имаш повторно шанса да учествуваш на Евросонг за возрастни, се надевам дека и тоа еднаш ќе се реализира. Очекуваш ли некој друг пласман? Кои беа до некаде твоите замисли? Јас искрено не очекував некој пласман. Со секој пласман би била задоволна и навистина бев презадоволна што добив 7-мо место. Кој беше импактот од учеството на детски Евросонг во твојот живот? Се смени ли твојот живот после учеството на тој фестивал? Да, навистина многу ми се промени и сега кога ќе настапувам на малите сцени ќе имам многу помалку трема од тамо што бев, бидејќи тоа е голема светска сцена и навистина ми се смени све. Медиумите одеднаш почна да покажуваат многу голем интерес за тебе и оправдано и конечно во медиумите се отстапи простор за вистински вредности за млади луѓе кои што со својот талент и работа покажуваат дека може да се успее во Македонија и тоа е навистина една многу надежна и инспиративна приказна за сите. Како те прифати твојата средина, твоето друштво во школото? Одеднаш нела да речем стана медиумска звезда. Како тоа се рефлектираше во твоите меѓучовечки односи со другарчињата? Кога пристигнав во школа, сите ме пречека и тоа беше навистина многу бев среќна тогаш и не знаев како да изреагирам. Одшо многу бев среќна и сите беа горди на мене во училиште, сите ми честитаа и навистина многу беше. Значи ја имаш поддршката и од своите другарчиња. Тоа е многу важно. Како изгледа твоето секојдневие? Веројатно претпоставувам дека многу време посветуваш и на вежбањето и дека многу време посветуваш на пеењето, на вежбањето на гласот. Колку време колку дел од денот, колкав дел од денот ти практично издвојуваш за музичките вежби? Јас одам 3 пати во недела на пеење и дома си вежбам така. Не вежбам одредено време, само си пеам дома. И одам во училиште и после тоа пишувам домашни, учам и вежбам. Тоа ме интересираше. Како ги усогласуваш училишните задачи со она што е музика? Ти професионално можеме да кажеме веќе се занимаваш со музика, од друга страна те чекаат и еден куп училишни обврски. Постигнуваш ли се навреме да ги завршиш училишните обврски или некогаш имаш малку предизвици и потешкоти да стигнеш се во текот на денот?
Понекогаш имам, Така. тоа секогаш. И кога бев на проби за Евросонгот, имав помалку време за да учам и сите наставници имаа многу големо разбирање и навистина бев многу пресреќна. Сега имаш 14 години и веќе имаш изградено став за твојата иднина, што е навистина ретко. Јас кога ќе зборувам и со повозрасни луѓе, самите не знаат каде ќе се движи нивниот животен правец, нивниот животен пат. Ти веќе на 14 години точно знаеш дека твојот сон е да бидеш учесник на детски Евросонг. Кои се натамошните планови? Како ти ја замислуваш иднината и дали јас седам во присуство на една идна светска музичка звезда и се надевам дека за 10 години или за 20 од сега ќе можам да се навратам на ова интервју, да го гледам со задоволство и да кажам, да се присетам јас на твоите почетоци, да кажам еве како изгледаше разговор со тогаш дете, меѓутоа денеска една голема светска музичка звезда што ќе застане на светската музичка сцена и јас тоа можам да го видам како потенцијал во тебе и верувам во тоа, меѓутоа дали тие твои планови се совпаѓаат со она што јас ти го посакувам да ти се случи? Да, наистина исто тоа ми е сон. Исто сакам да одам на големата Евровизија и да одам во Холивуд и тамо да работам на мюзикли, да учествувам во нив и навистина мислам дека тоа ќе се оствари. Дали се гледаш само како изведувач или можеби имаш и амбиции за компонирање, за создавање на некоја своја авторска музика или си строго фокусирана на пеењето, затоа што спомна дека веќе имаш искуство и си вежбала и на неколку музички инструменти, што значи дека твоето музичко образование е многу пошироко од пеењето. Дали се замислуваш само како изведувач или можеби во некоја друга бранша би се професионално стварила понатаму? Јас сега само за пеењето сум, но знам и пијано да свирам и некогаш по дома така ќе си свирам и навистина сакам да продолжам да вежбам и да се надградувам. Дали и имаш планови, дали се размислувала кога би ја снимила својата прва песна, каде што ти ќе си целосно изведувач? Дали можеме во блиска иднина да те сретнеме како изведувач на своја собствена песна? Да, но не знам кога ќе почнеме да работиме на нова песна, но треба да бидете во исчекување. Так. Баш ми е драго што еве веќе имаш планови и веќе размислуваш сериозно за твојата иднина. Претпоставувам дека постојат многу околности кои што треба така да се наместат за да можеш да го реализираш твојот пат. Засега македонската јавност ја го привлече вниманието на твојата поддршка, можам да кажам, од Сенка. Тоа е твојата мајка која што секогаш е со тебе на секој настап и која што многу срдечно те поддржува во сите твои настапи и просто луѓето го препознаат тој момент кога родителската поддршка е многу јака и таа верува во тоа што веруваш и ти и мислам дека тоа ти е токму тој мотор кој што те движи мотивацијски напред. Меѓутоа, освен поддршката што имаш од твојата мајка, очекуваш ли малку повеќе поддршка, малку повеќе слух, можеби и од самата држава, малку повеќе помош и од некои продукциски куќи, како би го реализирала твојот сон? Некое подобрување, да кажам, на музичката атмосфера во Македонија се со цел да можат еве таленти како тебе да испливаат на површина и да создадеме една сериозна музичка сцена и тука кај нас. По тоа навистина би било убаво, но се уште не знам како тоа работи. И би сакала да работам со некои брендови така, со музички куќи. Засега е твоја да вежбаш и нели да се посветуваш на музиката и да веруваш во тоа. Само уште би сакала да те прашам доколку го имаш својот прв концерт пред голема публика, сакаш тоа да се случи во Скопје, во Македонија или можеби се размислувала и да настапуваш пред меѓународната публика и сакам да те прашам дали би снимала песни само на македонски јазик или можеби размислуваш, затоа што слушнавме дека многу добро пееш и песни кои што не се од македонско, кои што се од англосаксонско говорно подрачје, дека одлично се снаоѓаш во нив, дали можеби размислуваш во тој правец првиот албум да ти биде можеби за пошироката европска јавност?
Јас оваа песна би сакала да биде на македонски, но понатака сакам да продолжам на англиски исто така. Но за концертот тука може првиот да е, но понатаму сакам да одам во Америка и во меѓународната публика. Дали планираш да живееш надвор или планираш да живееш во Македонија? Како мислиш тоа да го искомбинираш? Дали би живеела во Македонија, би снимала за надвор или може би размислуваш и да патуваш низ светот и едноставно да имаш една вистинска светска кариера и турнеја? Сакам да имам светска кариера и планирам да живеам надвор од Македонија, да патувам и да учам нови култури. Точно така, ние се надеваме дека го имаме идниот музички амбасадор на Македонија. Ти благодарам, Нела, за овој разговор, ти посакувам уште многу успех понатаму и секогаш кога ќе имаш прилика, се надевам дека ќе ти се оствари сонот да бидеш учесник и на Евросонг во некоја наредна година на возрастниот Евросонг и тогаш еве да ми дадеш прилика повторно да те угостам. До тогаш ти посакувам да те служи мотивацијата, многу успешна работа и многу успешни проекти. Благодарам. Мирјана, ви благодарам што гостувате денеска во емисијата Мој збор. Имавме прилика неколку пати да ги следиме вашите настапи во јавноста и она што го кажав и во мојот разговор со Нела е дека македонската јавност се фасцинираше од борбата на една мајка, од вербата што една мајка ја има кон своето дете и мислам дека многу голем процент од заслугите и од успехот кој што го има остварено Нела е токму благодарение на тоа што вие верувате во неа и дека таа самодоверба која што таа треба да ја има, ја научила токму од вас, вие сте ја преналеле таа сигурност и сте пример колку еден родител е пожртвуван за своето дете. Јас навистина дури се најжив ова кога го кажав. Еве и со вас да ве прашам вас како ги откривте вие талентите на Нела, кога почна таа да пее, дали вие бевте таа прва што го забележавте тој нејзин дар, да кажам. Прво благодарам за поканата да бидеме дел од оваа прекрасна емисија. Првично, ако идеме сега во детали, незината наставничка до пето одделение, двете наставнички, особено наставничката Жанита Павловска и Сонја Силјановска. Значи, Жанита Павловска, она во неколку наврати мене ми имаше кажано, запиши го детето на пијано. Нила сакаше, мислам, она си сакаше да ја запишам, ама денес, сутре и жена, мислам, наставничкава секојдневно запиши го детето на пијано, запиши го детето. И така уствари почна се, ја запишав на пијано. Во меѓувреме идеше и во детскиот културен центар Карапуш во хорот, мислам беше за члената. И како ја запишав на пијано, така и паралелно идеше на хор. И мене реално не за Андријана Јаневски се обрати за тоа дека има таленти за пење, а мене Боби Оргушевски од детскиот културен центар Карпуш ми кажа дека Нела одскокнува за разлика од останатите деца. Јас во кола додека се возиме, ја слушав како да има нешто во незиниот глас што е како вибрато, некое нешто имаше посебно што како мајка, знаете, онака викам добра, мај да не претерувам сега, знаете, мајка, ако мајка, ама веќе како почнувавме и познати композитори не среќава, така сите ми кажува дека Нела има нешто во себе. Така. Дури и Нела исто има песничка за Дајте музика снимено, Николче Мицевски, композиторот, исто ми имаше кажано, Роберт Билбилов имаше во неколку, мислам, исто имаше слушнато и рече дека нима нешто што би можело да биде, мислам, тогаш беше она реално мала, ама реално го развиваше полека, да. Од тој момент кога го откривте потенцијалот и претпоставам таа тесна музичка фела која што навистина стручно се разбира од музика, успеала да слушне дека во Нела има талент, до нејзиното појавување на едно регионално музичко шоу кога целата македонска јавност дозна дека имаме практично бисер во државата, во кој што треба
едноставно да го впериме целото наше внимание и да видиме каде ќе оди нејзиниот развоен кариерен музички пат. Како се случи одлуката да отидете на музичкото надпреварување? Дали имавте очекување дека тоа толку ќе одекне во јавност? За музичкиот шоу, мислам, талент шоу што бевме фактички како отскоча на даска, што не беше, сосема случајно. Значи, моја братучетка ми праќа, она живее во Хрватска, ми праќа линк, вика, види, вика, има кај нас талент шоу, вика, зошто не ја пријавиш Нела? Ги видов условите, имавме до тогаш снимано некои видеа и сосема случајно го пратив. И не очекував, ама воопшто дека би ни се јавиле. Заради тоа што сметав дека на таквите талент, првено она беше 12 на години, мислев дека е многу мала. Ама, ај реков да пробаме среќата, ја прашав Неза, викам дали би сакала да одиме ако не викнат, па зошто да не. И така се случи еден ден, некој, можно и овој период да беше, некој си јануари 28-29, они мене ме контактираат. Прво ја мислев дека некој се шали со мене, се шегува, ајде да не, се шегува некој со мене и така почна се. Им пратив снимка, договоривме, ми дадоа неколку термини. Тамо се поминавме преубаво. Тоа е голема продукција. Искуството кое што го добивме тамо е исто. Не се споредува, мислам, затоа што ние во Македонија знаеме дека немаме такви талент шоу и многу ми е криво. Аз сме ризница на толку таленти, имаме толку деца кои што немаат каде да го пласираат својот талент, да го кажат својот талент. И така, бевме во Загреб, го снима, таму имаше многу трема, тоа беше онака можно и како школа за сето на што следи потоа. Ама реално и беше голем отскоч на даска, а дали очекував дека ќе направи толков албум, не. Кога се вративте во Македонија, медиумите одеднаш почнаа да пишуваат за Нела и навистина сите бевме изненадени затоа што јас си претходно те знам, значи уште пред да знам дека си мајка на Нела, јас те знам тебе, меѓутоа никогаш не сме биле во разговор да ти ми соопштиш на мене дека твоето дете се занимава со музика и одеднаш јас преку медиумите практично дознав дека Нела е навистина вон серијски талент и штета што прво требаше да излезе надвор за некој тоа да го афирмира и да го потврди и да каже навистина Нела е еден музички бисер кој што треба понатаму да се развива и треба да се посветува внимание на нејзината кариера, за да ние во Македонија сватиме дека имаме, за жал, затоа што и ти рече, немаме музички фестивали каде што може да се афирмираат, немаме талент шоу каде што младите луѓе можат да излезат пред македонската публика и пред македонската сцена и едноставно да ни се представат нас како публика. Меѓутоа, освен нели тој медиумски дел кој што беше навистина коректен, медиумите, да речем, си го направија своето. Имаше ли поддршка од други институции? Се заинтересирали некој воопшто да ја побара Нела и ете да поактивно почнува да ја вклучува во културните настани, можеби да ја викне за снимање на... Вака. Откога излезе на Супер талент, единствени кој што не поканија, мислам, кој што да биде учесник на некој проект е Националниот џез оркестар. Она учествуваше на првиот новогодишен концерт. А друга поддршка од типот на, нели, не знам, од други министерства за образование, за култура, не. Так. Не. Како поддршка, нели, она стипендија се добива согласно тоа што се надпреварува и како на државните надпреварувања по музичко, ама од типот на друга поддршка, како поддршка на младите таленти, кај што ќе се направи од низе ќе се извлече некој проект кој што понатаму би користел на останатите генерации, не. Јас паметам една твоја изјава, велеше кога Нела почна да пее, секогаш ја замислував затоа што тоа беше нејзината желба дека еднаш ќе застане на европската музичка сцена и ќе пее за Евросонг. И тоа ти се оствари затоа што Нела беше дел од Евросонг годинава, се представи фантастично, ги има најдобрите резултати и навистина целата јавност беше воодушевена од неа. Како ти се чувствуваше во тие моменти затоа што и беше таму и беше поддршка, како ти го преживуваш? Вака, нели, значи Нела ја има поддршката точно од мене, ама и од сопругот од таткото Дејан и другата ќерка, помалата ќерка Анабела.
Првично, ние на тој проект работевме долго време. После Супер талент, следно беше Детска Евровизија, нели, да се пријавиме на аудицијата. Една година отидовме 2023-та, чисто да видиме како е тој процес. Следната година, 24-та, Нела не беше подготвена, заради тоа што сите овие етапи кај што идеме по надпревари, сме биле во многу земји, како Бугарија, Хрватска, Србија, Албанија, Косово, на сите надпревари, надвор, сме биле на неколку надпревари, собиравме искуства. 2024-та знаев дека не беше спремна заради тоа што Евровизија е нешто голямо, детска Евровизија. Тоа е нешто што треба многу сериозно да се свати. И јас уште кога сакав да се пријави на аудицијата, јас сакав ако одиме да бидеме спремни. Напорно работевме 2 години, идевме по надпревари, се боревме. На тие надпревари, знаете, тоа се деца и психички паѓаат. Не секогаш на сите надпревари она добила награда која што би ја заслужила. Значи имало и надпревари која што знаела дека отпеала перфектно и знаела дека го добила најголемиот аплауз, ќе кажам, ама сепак не ја добила наградата. Сите тие надпревари беа школа за да тоа што го покажа на детската Евровизија биде баш така како што беше. Како е да си мајка на Нела Манчевска? Во исто време спомена дека си горда заради нејзините успеси, меѓутоа има и она другата страна, разочарувањата. Некогаш нефер резултати, ќе отпее најдобро, нема да ја добие наградата, треба да ја заштитиш, сепак е 14 годишно дете, треба да ја заштитиш да не се демотивира да продолжи понатаму. Како се бориш со сето тоа? Па малку тешко е да ви кажам. Не е така едноставно, зашто Нела и малку е поспецифичен карактер. Ние имаме наш заеднички јазик додреден мера на компромис, ама она која ќе зацрта дека фустанот треба да биде зелен, тој до крај ќе биде зелен, па ако сакаш и да се превртиш. Значи, она си е многу специфична, знае што сака многу добро, го работи професионално, не можам да кажам, заради тоа што беше страшно дисциплинирана и реално тешко е, не е баш едноставно, ама сум горда заради тоа што кога треба да слуша. Так. Да. Сега тој наетот малку ќе го средим, ама во согласност со возраста. Знам и јас како родител да погрешам и тогаш кога ќе погрешам знам да се извинам. Така. Како луѓе сме, мислам, грешиме и родителите грешат, и децата грешат. Тоа е едноставно составен дел од човечката природа, меѓутоа се додека има компромиси и крајниот резултат е некоја спогодба и соработка, до тогаш се нели окей, се држи под контрола. Се исто тоа сакам да кажам дека и од низините професорки нормално и они се тука вклучени во самиот процес и од нив имам најголема поддршка. Од Андријана Јановска како прва и сега идеме и кај веќе неколку години кај Александра Косевска, тоа ше двете жени кои што ќе кажам дека стварно лабовски исто се борат и со низи, кои што многу ми помогна и во психичкото развивање на Нела, затоа што и они и се од една страна најголеми критичари од професионален аспект. И секогаш била спремна да ја прими критиката здраво и мислам дека многу сум им благодарна во тој дел што никогаш не го велича моментот дека ти си најдобра, него секогаш беше тоа со доза дека од тоа најдоброто има уште подобро. Така. И каде ти го гледаш подоброто и каде ја гледаш иднината на Нела ти како мајка? Се совпаѓаат ли твоите желби со желбите на Нела да има светска кариера, светска турнија или сепак сметаш дека и се надеваш дека во следните 10 години ситуацијата во Македонија ќе се подобри, ќе има малку повеќе слух за музичарите, дека ќе може пристојно да се живее од музичката професија, ете луѓето едноставно да останат и да можат да го работат тоа што го сакаат и за што се кадарни во Македонија, да не одат надвор. Така. Првично мојата желба како мајка е, на пример, Нела да биде првата што ќе ги поттикне младите и ќе го поттикне државата, системот ќе го поттикне да се направат фестивали кај што ќе се слуша македонска музика. Вистински детски песни за млади таленти, кај што ќе бидеме, кај што ќе може децата да се го покажат талентот. Тоа ми е прво
што ако може тоа да го успее да се направи нешто такво кај што ќе децата ќе можат, заради тоа што ние имаме многу таленти, треба да си ја цениме музиката, треба да си ги цениме нашите пејачи, композитори и сите останати кои што се инволвирани во музичкиот свет. Тоа е мојата желба. Значи, Нела да иде во Холивуд, тоа е нејзината желба, а мојата желба како мајка е да се оствари нејзината желба, ама како Миријана сакам реално да постои уште многу надпреварувања фестивали, не од типот Златно славече, сум благодарна и се уште што обстојува кај нас и останатите фестивалчиња кои што се во нашата држава, има многу, ама како такмичарски надпреварувачки фестивали, каде што ќе можат и тој дух да го развијат кај децата. Се надевам дека Нела, ако успее да направи нешто кај што ќе ги поттикне останатите млади да се пријават, да учествуваат на такви надпревари, па макар и надвор оделе, ама сакам кај нас во Македонија да се направи, ако има некој кој што сака и има можност, да направат некои такви фестивали кај што децата ќе се надпреваруваат. Имаме ние неколку кај нас во Македонија, 2 кои што се одржуваат. Ама сакам да има уште повеќе. Сакам од државата и од системот како систем да биде. Нешто што ќе оди, например, ќе може да му помогне за надвор. Така. Јас и моите желби и моите очекувања некаде се совпаѓаат со твоите, меѓутоа идејата ти благодарам многу затоа што со ова што го споделуваш ти и начинот на кој што и покрај тоа што многу пати си ми рекла јас не сум јавна личност, јас не сакам да се снимам. Так. Значи Нела е таа која што нели има своја кариера и поради Нела сме и јас и ти денеска во емисијата тука, меѓутоа одржуваш една важна лекција, воспитна поука за родителите, колку е важна родителската поддршка и кога таа отсуствува и тоа како се гледа тоа на детето и кога е родителската поддршка присутна исто така тоа многу се гледа и родителската поддршка е, мислам, темелот за успехот на една индивидуа, особено ако е млада како што е Нела. Ќе кажам јас дека родителската е првична која што треба да му даде на детето како ветер да го во грб, потрне, така. ветер во грб за да започне. После ми самите проекти, како проекти, треба тимски да се работи. Значи, ќе кажам и за детскиот Евросонг, тимот кој што работеше, ние бевме сплутени како едно. Прво ќе кажам од Македонска телевизија како носител на проектот, шефот на делегација сум благодарна на композиторот и текстописецот Лазар Цветковски, Магдалина Цветковска. Сум ми благодарна од дното на душата, заради тоа што ние како тим и режисерот, да не ја испуштам, Љупка Јакимовска, која што најмногу мислам дека работеше и на психичкиот дел на Нела, значи за психичкиот и тоа како изгледа на сцената Нела, Љупка мислам дека и помогна 100%. Значи, сакам да кажам, ние како родители им даваме ветер во грб, ама за да биде тој ветер во грб комплетен, треба поддршка од целиот тим и да се работи тимски, сплотено, без никои нервози. Овако, значи, тимската работа е таа што победува. И несебичноста. Се согласувам. Исто така, Ева, ќе искористиме ова можност да упатиме апел да се развие малку повеќе унапред и свеста во нашето општество и да се негуваат и да се поддржуваат млади таленти и од самите институции, меѓутоа од самата публика и публиката нели повеќе да се интересира за концерти на македонските артисти, да оди да купува карти. Тоа е се еден тип на поддршка и влог во културата и во иднината на ова општество. Ти благодарам уште еднаш што беше гостинка во мој збор и се надевам дека ќе имам повторно прилика да ве угостам по некој убав повод, учество на Нела на некој фестивал и голем успех за државата што ќе ни го донесе. И јас би кажала благодарам и еве како што спомнавте еве за крај да кажеме, точно да си ги поддржуваме нашите пејачи, децата да ги носиме на концертите на нашите музичари, зашто така ќе ја поддржиме и ние македонската музика и ќе направиме многу повеќе од тоа што е досега. Ти благодарам. Благодарам уште еднаш.
Соништата некогаш се појавуваат подоцна во животот, некогаш се точно на време, меѓутоа никогаш не се погрешни. И затоа не треба да престанете да верувате во нив, а особено треба да верувате во нив кога и некој друг кој што е вашата најсилна поддршка во животот ќе верува дека вие можете да го остварите тоа. Вербата и посветеноста во остварувањето на вашите соништа е можеби најмагичната формула која што можете да имате за успехот, а токму тоа можеме да го заклучиме од развојниот пат на Нела Манчевска и нејзината најголема животна поддршка, тоа е нејзината мајка. Јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.